Учениците и наставниците од централниот објект на Кривопаланичкото основно училиште Јоаким Крчовски добија нов асфалт на училишниот двор кој се користи како спортски терен за изведување на часовите по физичко образование. Асфалтирањето на 520 метри квадратни е извршено во рамки на програмата на локалната самоуправа за тековно одржување на локални улици и патишта за годинава. Преостанува уште одбележување на теренот и поставување на спортски реквизити. Извршивме асфалтирање на фактички училишниот двор. Ни остануваат уште неколку работи тука да ги завршиме. Поставуваме нови кошеви и треба да се обележи игралиштето така да комплетно ќе биде спремно за и надпревари и држање на часови по физичко образование во нашето училиште, во дворот. Во текот на изминатите месеци беше извршена и комплетна реконструкција на затворената мала физкултурна сала, каде беа обновени подот, зидовите и електричната инсталација и беа поставени нови реквизити. Да, внатрешната спортска сала е завршена со реконструкција. Реконструкцијата офати активности, менување целосно како подот, глетување на зидовите, електричната инсталација, значи комплетна реконструкција и верувам дека не само учениците, туку и наставниците што предаваат по физичко ќе бидат задоволни, бидејќи сега имаат прекрасни услови за одржување на часовите по физичко. Со ова ќе се подобрат условите за изведување на спортските наставни активности, но сепак одговорните се надеваат дека наскоро ќе добијат и голема спортска сала. Очекуваме да не излезат во пресед како Министерството за образование, Агенцијата за млади спорт, општината и мислам дека би требало да ни помогне и владата да биде конечно изградена спортската сала, што долго време очекувам. Добивме нова спортска сала, која нормално не ги задоволува пак, да кажеме, потребните услови за работа, али ипак ни се подобрија во голем дел условите за работа. Веќе имаме поставено 2 коша, се надеваме нормално кај децата да покаже поголем интерес за вежбање. Исто така ни асфалтиран училишниот двор на училиштето, нормално ќе ги задоволува малку повеќе условите за работа. Во рамки на подобрувањето на просторот за учење беше извршена и реконструкција на ходниците од третиот кат на училиштето. Таа реконструкција офаќа комплетно реновирање на ходникот. Тука се мисли на плафоните, глетување на зидовите и обработка на ново цокле, поставување на ново цокле со фарбање на радиаторите. Во тек се инфраструктурни зафати за подобрување на ликот на подрачниот училишен објект во село Жидилово.